Добро вечер, започнуваат вестите на Канал 8. Сослушани се последните четворица сведоци во судскиот процес против поранешните први луѓе на кочанската полиција Ванчо Тодоровски и Санде Стојменов. Сепак, завршницата на судењето по барање на бранителот е пролонгирана, а читањето на писмените докази и завршниот збор е одложено за 1 месец. Иако се очекуваше со сослушување на преостанатите неколку сведоци и со читањето на писмените докази да заврши главниот претрес против поранешните први луѓе на Кочанската полициска станица, тој е одложен за уште 1 месец. Со тоа, судскиот процес против екс-командирот Ванчо Тодоровски и неговиот заменик Санде Стојменов ќе се одолговлечи на близу 1,5 година од започнувањето. Судскиот совет, со кој председаваше судијата Јаки Милиев, на последното рочиште сослуша уште четворица сведоци, активни полициски службеници, кои сведочеа по обвинението што ги товари поранешните први полицајци за злоупотреба на службената положба. Според обвинителниот акт, тие им сугерирале на своите подредени како да постапуваат во случаи кога имало поплаки од граѓаните, односно дали да поднесуваат писмени предупредувања или соодветни пријави. Сведоците рекоа дека немале сугестии од Тодоровски и Стојменов како да реагираат во случаите кога постапувале по одредени поплаки, односно според своја проценка издавале писмени предупредувања против прекршителите. Со оглед дека сослушувањето на предложените сведоци од обвинителството е исцрпено, се очекуваше главниот судски претрес да продолжи со читањето на писмените докази против обвинетите. Сепак, по предлог на бранителот, судскиот совет прифати да бидат повикани лицата кои биле на препознавање на дел од материјалните докази што се сметаат за клучни во обвинението. Со тоа, наместо да преостане уште завршниот збор на претресот и изрекувањето на пресудата, тоа ќе се пролонгира за уште извесен период. Со оглед на зафатеноста на термините во судот, продолжението на претресот е закажано за почетокот на мај. Во локалната самоуправа на Кочани се одржа работен состанок со градежната фирма Жикол, која ќе биде ангажирана на изградбата на атмосферската канализација во градот. Почетокот на градежните активности се најавува за идната недела. Нешто помалку од година и пол ќе има на располагање струмичката компанија Жикол да ја изгради атмосферската канализација во Кочани. Проектот, чија изведба се најавуваше неколку години, ќе почне да се реализира за 1 недела. Дефинирањето на почетните активности беа тема на разговор на работен состанок, што за затворени врати се одржа во локалната самоуправа, а на кој освен инвеститорот и изведувачот на работите, присуствувале и представници на фирмата што ќе врши надзор на изведбата. Целиот проект за изградба на атмосферската канализација во градот би требало да заврши во релативно краток период, при што одделни пунктови ќе бидат приоритетни. За целокупната работа е предвидено да се заврши во рок од 16 месеци, а отпочнувањето ќе биде веќе наредната недела. Воведувањето во работа очекуваме дека ќе биде во среда, а отпочнувањето со градежните активности ќе биде некаде околу 15 и 16 април оваа година. Ќе се изведуваат во неколку наврати двете главни линии ќе бидат улицата Страшо Ербапче и улицата Роза Петрова и тие очекуваме до есента, односно до почетокот на училишната сезона да бидат целосно завршени. Според Димитровски, парите за реализација на проектот се целосно обезбедени, при што е користена финансиска поддршка од страна. Тоа е гаранција дека нема да има прекини или пролонгирање на изведбата на градежните активности. Средствата се обезбедени од Европската банка за обнова и развој во износ од 1.100.000 евра. Значи, тоа е грант од страна на владата на Република Македонија, односно од Министерството за транспорт и врски. Граѓаните на општината Кочани немаат воопшто никаква врска за враќање на тој долг. По завршувањето на двете главни линии каде ќе се гради атмосферската канализација, ќе следуваат помалите кракови, како што се улиците 9 мај, Тодосија Паунов, дел од Браќа Ставреви, дел од 14-та бригада и уште неколку. Овој проект е предуслов за решавање на сите отпадни води во Кочани, а се вклопува во регионалниот проект за управување со сливот на реката Брегалница. Полициската станица Кочани поднесе кривична пријава против 38 годишниот ДМ од Кочани за сторено кривично дело, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи.
На 12 октомври 2012 година во Кочани извршен е претрес во домот и викендицата на пријавениот, при што се пронајдени преправена боева пушка, воздушна пушка, рачна бомба, кундак со пушка и 10 куршуми. Етидијада по трет пат организираше основното музичко училиште Ристо Јуруков. Учениците од оделот по пијано свиреа етиди, а публиката имаше можност да слушне несекојдневни композиции. Етиди од Жилински, Роули, Кјунер, Черни, Бургмилер, Лемуан. Учениците од основното музичко училиште Ристо Јуруков од оделот по пијано по трети пат учествуваа во етидијадата, што е во организација на училиштето. Свиреа етиди, односно наменски вежби, преку кои се изучува техниката на пијаното. Учествуваа учениците од трето и пето оделение, а пред нив учениците од четврто и шесто. После подолго време еден ваков обид, значи не само учениците, туку и публиката да биде малку дел од нешто несекојдневно. Значи секогаш ќе слушнаме некоја пиеса, некое интересно дело, меѓутоа ова се технички композиции. Се надевам дека и покрај тоа беше интересно за публиката. Учениците што учествуваа во етидијадата се од класата на професорите по пијано Стојка Беќарска, Дејан Стојанов, Павле Зашев, Марија Лазарова, Оливер Стоименов и Благој Николов. Учениците од основното музичко училиште Ристо Јуруков годинава ги очекуваат важни надпревари во земјава и странство. Во моментов активно се подготвуваат за меѓународниот надпревар во Република Србија, што ќе се одржи наредната недела, а почетокот на месец мај ќе одат на државни надпревари на кои ќе учествуваат учениците од сите класи и предмети. Понатаму ќе следуваат уште неколку меѓународни надпревари, додаде Лазарова. Основното училиште Гоце Делчев од Виница организираше свечена програма во пресрет на 5 април екоденот на училиштето. Со повеќе забавни содржини учениците и нивните наставници порачаа дека треба да се разбуди еколошката свест кај граѓаните и да ја чуваме планетата на која живееме. Весело и распеано беше во основното училиште Гоце Делчев од Виница, каде по втор пат се реализираше екоден на училиштето. Активноста што започна на 5 април минатата година станува традиционална. Овој датум од страна на екоодборот е определен за организирање содржини со кои ќе се подига еколошката свест кај учениците и вработените, но и кај сите граѓани. Оваа година меѓу другите активности приредивме приредба на која се читаа песнички од екологија, се пееја песни за екологијата, имаше ревија со модели изработени од еколошки материјали и секако песнички и ритмичко-балетски точки. Во оваа пригода изразувам благодарност на Екопак Хит од Кочани, бидејќи ни донираа железен контейнер за собирање на пластика. Во училиштето, како едно од поголемите, се собира навистина многу пластика. Им благодариме. Низите активности продолжуваат и понатаму. Ќе се засадуваат цвеќиња, значи најмалите, учениците од оделенска настава ќе се вклучат во начинот на засадување и пресадување на цвеќињата кои можеме да се пофалиме. Во основното училиште Гоце Делчев од Виница ги има навистина во голем број. Во забавно-музичката програма по повод екоденот на училиштето се вклучија учениците од сите одделенија. Највпечатливи беа креациите на модната ревија, изработени од материјали што можат да се рециклираат. Еколошките активности во Гоце Делчев од Виница продолжуваат и во наредниот период, зашто до крајот на април и во почетокот на мај е планирано да се организираат уште неколку акции. Течат подготовките за одржување на 50-тото издание на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани. На повикот за пријавување представи се пријавиле над 40 театарски ансамбли и групи од земјава и странство. Голем интерес за учество на јубилејното 50-то издание на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани покажале театарските групи и ансамбли од Македонија, но и од странство. Бројот на пријавени представи е над вообичаениот просек што го имаше во изминатите години. Од организациониот одбор на фестивалот се задоволни од одзивот, што според нив дава за право да се очекува дека тоа би требало да донесе и квалитетни сценски настапи. Иако официјално рокот за пријавување истече, сепак ќе им се овозможи на уште неколку театарски групи да влезат во конкуренција. До денес имаме 38 пријавени и уште вчера и во текот на овој денешниот ден
добив исто најава од Република Словенија, од Србија уште една представа, Тетово се јавија Демир Хисар, така да некаде ќе ја миниме бројката над 40 представи, фрапантна бројка, одамна немало толку многу представи. Од она што досега било пријавено за учество на фестивалот, оценка е дека се работи за сериозно подготвувани представи, односно не се само оние веќе вообичаени групи кои најчесто доаѓале во Кочани, туку има и некои кои ќе настапат за прв пат. Има доста нови групи што радува, тоа е сега новината. И вака, во детскиот програм имаме некаде 8 представи, што е исто така добра бројка за таа категорија. Скоро да не може да има некоја вака опиплива поделба на тоа дали ќе биде оној класичен, традиционален начин на постување на представи. Во секој случај во тој дел имаме некаде околу 30 представи. За прв пат годинава на фестивалот се пријавили и гости од Полска, како и една театарска група од Војводина. Исто така имало најави за учество на Народно позориште од Белград со монодрамски текст, како и една академска представа на даат лекторатот при Филолошкиот факултет од Скопје. Останува до крајот на април селекторот на фестивалот, режисерката Нина Николик, од пријавените представи да ги одбере најдобрите и да предложи нивно учество. В понеделник во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде отворен годинешниот драмски детски фестивал. Пред публиката ќе се представат младите актери од основните училишта. Седмиот детски драмски фестивал ќе започне на 7 април понеделник. Надпреварувачкиот дел од фестивалот ќе трае до 10 април, а на 15 е официјалниот крај на фестивалот со прогласување на најдобрите. Во 4 дена се распоредени 8 представи, значи секој ден по 2 представи. Првата започнува во 11 часот, втората во 13 часот, значи 7, 8, 9 и 10. На 15 април во 12 часот прогласување на најдобрите представи. Ова година има се пријавено 8 основни училишта од Република Македонија. Овој пат имаме пријави и од други општини, за разлика од оние што не беа претходно партнери на нашиот фестивал. Значи, од општина Чешиново Блеша, основното училиште Соколарци, значи понатаму основното училиште во Здрановци, Гоце Делчев од Виница, основното училиште од Македонска Каменица, основното училиште Дедо Илио Манишевски од Берово и оваа година значи имаме 3 основни училишта што за прв пат настапуваат на овој фестивал, а тоа се основното училиште од Радовиш, основното училиште од Велес Блаже Коневски и основното училиште Кирил Печеновиќ од Скопје. Специјален гостин на овогодинешното издание на детскиот драмски фестивал во Кочани ќе биде Горијан Петрески, кој ќе допатува на последниот ден од фестивалот. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Кочанско. Без струја в сабота 5 април ќе останат корисниците од улицата 1 мај. Прекините ќе бидат во периодот од 8 часот и 30 минути до 12 часот. Како што информираат од Евана, тие се заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тој реон. Следуваат информациите од спортот. Клубот за мал фудбал Кочани елиминиран од купот, а в сабота го очекува важен надпревар од плейофот. И баскет Дино игра решавачки надпревар за пласман во втората лига. КМФ Кочани е елиминиран од националниот футсал куп. Во четвртфиналето непремостива пречка беше мотивираниот Ројал Илирет, кој во Куманово славеше со 5:1. Главната причина за елиминацијата од таборот на Кочанскиот второлигаш ја лоцираат во заморот на фудбалерите. Нашата екипа беше равноправна, особено во првото полувреме кое го загубивме со 2:1. Веќе во второто полувреме ние паднавме и на кондиционен план, бидејќи во 5 дена веќе ни е четврти надпревар. Се отворивме, го примавме и третиот гол, несреќно од корна. Потоа се обидовме со сите сили да направиме поволен резултат, но немавме среќа и
надпреварот заслужено домакините го добија со 5:1. Како што и самиот фудбалер Гоше Велков напомена, значи се наоѓаме во период каде што ни е згуснат распоредот на надпревари и ние од саботата до четвртокот веќе за неколку дена одигравме 4 надпревари, но не очекува веќе и надпревар утре со Хедис, исто така и во недела, исто така особо игра со Рудар, каде што знаеме сите 90% од фудбалерите се во членови на двата фудбалски клуба и свесни сме за оптеретувањето на фудбалерите, но се надеваме да до крај машки издржиме, без разлика што имаме доста повредени фудбалери, не сме во комплетен состав, но значењето на утрешниот надпревар со Хедис е огромно, бидејќи ни дава надеж да до крајот се избориме за тоа многу посекувано второ место, тоест бараш надпревар за влез во прва лига. В сабота КМФ Кочани игра исклучително важен надпревар во рамките на плейофот. Мислам дека треба да го дадеме сите максимумот, да го ставиме срцето на теренот. Апелирам до сите гледачи на малиот фудбал да дојдат утре во 18 часот во спортската сала, да ја бодрат екипата за да ги освоиме тие 3 бода. Баскет Дино ја разбива едноличноста на локалното фудбалско мени за овој викенд со клучниот надпревар во третата кошаркарска лига против екипата на Марфил Прилеп. Со победа, избраниците на Сашко Лазаров ќе го заверат пласманот во втората македонска кошаркарска лига. Надпреварот се игра в недела во спортската сала кај гимназијата Лјупчо Сантов со почеток во 17 часот. Баскет Дино прокнижи нови 2 бода, откако предстојниот надпревар поместен за викендов против Струмица во рамки на М18 лигата беше регистриран со службен резултат во полза на домакините заради откажување на противникот од понатамошно учество во лигата. Во М18 Баскет Дино гостува во Свети Николе против Овчеполе. Тој надпревар ќе се одигра во текот на неделава, додека најмладиот тим на Сашко Лазаров во рамки на М14 лигата викендов му гостува на Водно Санс во Скопје. Женскиот фудбалски клуб Кочани го одработи последниот тренинг пред соочувањето со големиот ривал Иднинас. Се е подготвено за големото дерби в сабота, кога се очекува бројна публика на стадионот Никола Мантов. Позитивна атмосфера пред соочувањето со најголемиот ривал Иднинас владее и во штабот на ЖФК Кочани. Нема многу специјално во подготовките за ова дерби. Координаторот Владо Андов вели дека тие траат перманентно. Ние целиот пролетен дел се припремавме, не само за утакмицата со Иднинас. Значи, вториот дел на првенството, за секоја утакмица имавме пристап, работевме, се надеваме до крајот со исто темпо и со една иста концепција ќе наставиме до крајот на завршувањето на првенството. Не би сакал нешто посебно да изгледам, значи на секоја утакмица пристапуваме нормално, значи без некое форизирање, без разлика што сме ние одизали и Тиверија и Статов, го гонеме тоа прво место, значи со тоа не сме оптеретени, имаме си своја игра, своја цел и се надеваме резултатите сами по себе ќе дойдат. И тренерскиот тандем Јованов Андов смета дека екипата е подготвена за овој важен дуел. Екипата на ЖФК Кочани се спрема веќе 5 кола, не само една недела пред утакмицата. Досега немаме ниту еден пораз во вториот дел од првенството, се надеваме дека така ќе остане до крајот. Па мислиме дека сме во блага пренос, бидејќи нашите девојки се искусни, веќе имаат многу титули, купови, финалиња, први место освоено, играње квалификација Лига на шампиони, додека противничката екипа, иако имаат сега 6 до 7 засилувања, мислам дека се уште не се доволно играни, дека не се здушени добро. Мислам дека резултатот ќе биде наша страна, но сепак мислам дека ќе биде тврд и убав надпревар. Мислам дека здравствениот билтон на нашите фудбалерки е добар. Немаме повредени фудбалерки освен Мартина Смилковска, која што ја загубивме на подолго време. Другите се сите тука спремни и со нетрпение го очекуваме утрешниот надпревар. Се надеваме дека ќе го пружат нашите фудбалерки максимумот и дека на крајот резултатот ќе биде во наша корист. Кочани нема да отстапи од препознатливата офанзивна тактика и на овој надпревар.
што треба да ги задоволи апетитите на публиката, која се очекува да дојде во голем број на Никола Мантов. Поканувам сите љубители на фудбалот, иако и женски фудбал, да бидат присутни утре на градски стадион Никола Мантов, почеток 12 часот, да ги бодрат нашите девојки, бидејќи како што имаме информации, општина, односно Ризари ќе бидат присутни со своји навивачи, веќе се организирани. Се надевам дека и нашите сограѓани ќе дојдат овде ќе ја поддржуваат екипата на ЖВ Кочани, па на крајот заедно да славиме во на голема победа. Очекувањата се позитивни и кај фудбалерките. Пак е рано нели за завршување на сезоната, но поголем дел ќе се заврши утре. Се подготвуваме значи добро, очекуваме искрено интересен и возбудлив надпревар. Имаме знаење дека ќе има доста публика, па се надеваме дека ќе им прикажеме добра и солидна игра и на публиката што ќе дојде. За љубителите на фудбалот кои нема да бидат присутни на Никола Мантов, Канал 8 ќе емитува снимка од големото дерби. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убав викенд. Довидување.